Радовешани во недела разочарани си заминаа од Кучани, бидејќи загубија два драгоцени бода во трката за шампионската титула со Академија Пандев. Нерешениот резултат за Плачковица е рамен на пораз, бидејќи по гостувањето во Кучани есенскиот лидер на табелата сега заостанува речисите достижни 4 бода зад Струмичани. Дури и да го победи конкурентот во последното коло пред своја публика во Радовиш, Академија Пандев ќе задржи првата позиција со бод повеќе. Секако, доколку во меѓувреме не се случат некои неочекувани резултати. Тоа што е битно за Осогово е дека на дербито против Плачковица покажа дека има екипа која може рамноправно да се носи со фаворитите, што пак е предуслов да се верува во можностите за амбициозните планови за новото првенство. Жолтосините ќе имаат уште една проверка на можностите против Академија Пандев на свој терен. Многумина веруваат дека токму на тој надпревар ќе се крои третолигашката табела, бидејќи освен Осогово во првенството нема екипа која може посериозно да им се спротистави на Струмичани. Инаку, по поништениот гол на Арсов поради наводен офсайд, спортските работници сметаат дека судиите упорно работат на доуништување на тоа и малку фудбал што остана расирани стерените во Македонија. Токму затоа стагнацијата на македонскиот фудбал најчесто им се припишува на делителите на фудбалската правда, кои ги кројат првенствата како што посакаат, што ги отргнуваат од клубовите, спонзорите и сите други кои сакаат најважната споредна работа на светот.